Почитуван председателе на Собранието, почитувани пратеници, министри, колеги, денес имавме можност во текот на целиот ден да слушаме повеќе тези, кои беа пласирани, а во функција на тоа, како што кажа и на последната своја пресконференција, председателот на СДСМ, да се докаже наводното сценарио на ВМРО, ДПМН и ДУИ за фингирана коалицијска криза. И сега СДСМ и тој сакале да го извадат на површина сето тоа и да ја докажат на македонската јавност дека во суштина нема проблем во коалицијата, туку дека се било глума. Јас како премиер на оваа влада не можам а да не сум благодарен на оваа интерпелација. И тоа од повеќе причини кои во текот на ова моје извагање ќе ги спомнам. Најважна и најсуштинска е првата причина. А таа е дека во самата формулација на причината за интерпелација се покажува една суштинска разлика во размислувањето меѓу мене и господинот Црвенковски, односно раководството на СДСМ. Сценарио, фингирана криза, дефокусирање од некои теми, политички игри. Овие зборови беа упатувани во текот на целиот ден и целиот изминат период. На што ве подсетуваат овие зборови? Мене, например, ме подсетуваат на гостиварските настани, кога со класично сценарио беа претепани луѓе по улици заради поставување на знаме, чин, што истиот тој Црвенковски сам го легализираше десетина години подоцна, а во позадина се случуваше девалвација на нашата валута денар, која ги осромаши граѓаните за 16% за еден ден во 1997-та. На такво ли сценарио мислите? Или пак мислите на состојбата кога цело Скопје беше држено во заложништво на агент Крсничи, за јавноста да се возбудува дали се враќа конфликтот, зошто државата не реагира, колкава е опасноста и при тоа да не мисли на тешкиот економски пустош кој се случуваше, на рекордната невработеност од скоро 39% во тоа време, кога немаше воопшто субвенции за земјоделците, кога имавме надворешен долг од околу 40%, кога платите беа за 25% помали, а пензиите за 35% помали отколку сега, а во меѓувреме си дадовте простор да го продавате и електростопанство на Македонија и покрај противењето на народот и јасните сознанија за последиците по цената на струјата, која што и ден денеска ги гледаме. Или пак кога направивте класичен спин и на денот на изборите, го апсивте Јохан Тарчувовски за народот да се занимава со тоа, а не со украдените изборни резултати, со масовното полнење на кутии, крадењето на избирачките кутии, прекршувањето на изборните правила и закони. Или пак мислите на фингерајот со одземените 8% на пензионерите и вашето образложение дека доколку им ги вратите пензиите на пензионерите, бродот ќе потонел. За пензионерите да си мислат дека е подобро да изгубат 8% од пензиите, отколку да изгубат целата пензија, која и онака им ја исплаќавте на 3 рати во еден ист месец. Или пак, кога фингиравте и монтиравте случаи и ги уапсивте полициските генерали и грозоморно губивте Диме Поштарот, за да мислат бранителите дека не е битно што ги избркавте од полиција и ги расформиравте специјалните единици и околу 1500 лица отпуштивте од работа, туку им испративте порака дека битно е што не ги апсите и не ги утепувате на улица. Или може би мислите на монтираните класични удбашки афери, кои ги монтиравте, а се покажаа како небулоза и класично фингирање. Сина птица, дувло и бугарски летоци, во кои го обвинувавте ВМРО за работа против државата и притоа создававте димна завеса за да си тече кршењето на ембаргото кон Србија и кон Милошевиќ. Шверцот со нафта, цигари и бакар, од кои некој профитираше со милионски суми, работи за кои до ден денес балканските шверцери со носталгија раскажуваат за тоа време. Или пак класичното безмилосно лажење на народот дека името не го сменивте, а референцијата ќе траела само 2 месеци.
А гледаме дека и покрај поминати 20 години, се уште сме заложници на вашата лага, на сценариото кое што го измисливте за да не се соочите со бунт. Бунт на народот, кога го сменивте името и знамето. Почитувани, вие не сте навикнати некој политичар да реагира принципиелно и директно, ако не се согласува со некоја поставка. Вие се гледате низ призмата на сценарија. Зашто вашиот председател се одржува 20 години на политичката сцена со такви сценарија? Вие мислите дека така треба? Очигледно тој за вас е успешен човек. И сега сите мислите дека сите се такви. Грешите. Нема никакво сценарио. Напротив, имаме принципиелни разлики кои се уште постојат. Разлики кои испливаа на површина и не се резултат само на еден настан, туку на повеќе. Сакам да го кажам повторно мојот став за некои настани кои се случија во изминатиот период. Прво, јас мислам дека настанот во Слупчане беше контрапродуктивен, иако целта беше некакво помирување, како што беше кажано потоа во јавноста. Сепак, тоа не се свати така, туку како предизборна провокација. За мене тоа е нешто неприфатливо и јас веднаш го повикав министерот за одбрана и му го кажав тоа директно. И јавно жестоко реагирав на тоа однесување. Второ, јас мислам дека промената на таблите на училиштата по насилен пат е акт на провокација. И покрај фактор што во некои од тие училишта учат и над 95 или дури 100% ученици албанци. Ставањето дополнително на провокативни имиња не придонесува во градење на доверба, како што не придонесува ни незаконското менување на имињата со што се демонстрира непочитување кон уставот и законите на оваа земја. За таа цел, Министерството за образование заедно со надлежните инспекторати поведе судска постапка за разрешување на овој случај. И тој треба да се заклучи согласно законот и пред надлежните институции. Одлуката која ќе се донесе мора да се почитува, а доколку не се почитува, има процедури кои се релевантни за спроведување на законот. Би апелирал до сите останати градоначалници, македонци или албанци, турци, роми, срби, бошњаци, власти и останати, добро да проценат и да размислат пред да направат вакви или слични постапки, да ја разберат собствената одговорност и да не ги изложуваат децата во дневно-политички приказни. Би апелирал, наместо за табли на училиштата, градоначалниците да се загрижат повеќе за условите во кои тие ученици учат, за функционалноста и опременоста на училниците, на тоалетите во училиштата и најсуштински за квалитетот на образовниот процес. Тоа ќе им помогне на учениците, а не ако наместо една табла надвор стои друга табла со друго име. Законот мора да се почитува и тоа ќе биде така. И добро е да се знае дека со промена на табли на училишта не може нешто посебно да се зголеми нечiji рейтинг во пресред на следните избори. На луѓето им е потребно решение на нивните проблеми, подобра инфраструктура, поквалитетен живот, а промена на табли нема во тоа да им помогне. Трето, мислам дека интонирањето на албанската химна за почетокот на студентската или школската година може да се смета за провокација и со сета почит кон таа химна и кон нашите соседи од Албанија, со кои имаме одлични односи, не смее да се злоупотребува користење на химна на друга држава во такви моменти, посебно во контекст на преходно споменатите настани на хиперсензибилизирана јавност со вакви теми. 2001-та не е така далеку како што ни изгледа. Раните на двете страни се уште не се залечени и ние мораме предпазливо и со почит кон другиот да ги креираме сите наши постапки. Еве и да разбереме дека намерите да се најчестни и неискрени и конструктивни, нивната функција нема поента, ако со тие дела се повреди нечие чувство или нечие достоинство. Нашето општество е кревко и ние мора внимателно да пристапуваме, зашто нашите постапки се прелеваат на постапките на општеството. Четврто, вакви и слични настани се случуваа подолг период. За некој јавноста беше свесна, некој поминуваа само во политичките кулуари и разговори. Се чини како се да доби посилен интензитет,
по грозоморните настани кај Смилковското езеро. Предизвиците се зголемуваа. Мој став е дека вакви проблеми не треба да се решаваат со шепотење, туку треба јасно и гласно да се зборува за нив. Во што овде вие гледате сценарij? Еве, се ви кажав. Едноставно не сакам да дозволам да се случуваат работи со кои принципиелно не се согласувам. И ќе ви кажам, моje интимно чувство е дека не планирам и не сакам да бидам премиер на влада по секоја цена. По секоја цена да седам во фотелја и да правам секакви компромиси, само за да ја задржам позицијата. И при тоа да молчам и да не се борам низ отворен диалог, да барам решенија за проблемите. И каде е сценариото во сето ова? Што очекувавте вие? Дека треба да се молчи за вакво нешто? Вие молчевте. Мене тоа ми е јасно. И токму затоа секоја јавна постапка на несогласување, вие ја гледате како сценарио. Додека јас сум премиер, такво нешто нема и нема да има. Јас знам дека вие сте навикнати на неискреност и дека сметате дека тоа е патот до успехот. Исто така знам дека неискреноста честопати ја заменувате со зборот мудрост, односно дека си наоѓате алиби за тоа зошто сте неискрени, дека демек вие сте визионери и мудри. Ние што сме искрени, сме емотивци и недостојни или немаме храброст за носење одлуки, нели? Така ли ве учат? Така ли ве учи шефот? Но јас не мислам така. И очигледно има вредностна разлика помеѓу мене и него. И затоа ви е тешко да разберете многу мои постапки. И затоа сте во таква ситуација во која сте. И по 7 години. И 6 изборни порази. Токму затоа што сте такви, народот ве казнува. Пето, јас сметам дека Собранието треба да донесе закон за зајакнување на правата на бранителите. Но не сметам дека треба да се донесе закон за така наречените борци на ОНА. Би сакал да се осврнам и на неколку други аспекти од нашето работење со цел да одговорам на низата полемики од денес, кои беа како и вообичаено со еден куп навреди, измислици и инсинуации и без апсолутно никаква понуда или алтернатива, како и секогаш кога СДСМ е во прашање. Еве накусо, како изгледаат состојбите во неколку области на кои сакам да се задржам. Досега се реализирани над 2300 проекти, а од идниот период ќе бидат реализирани уште над 1000. На избори излегуваме со програма и со отчет, стандард кој го поставивме и под кој никој во иднина не може да оди подолу. На изборите даваме збор и го исполнуваме. Програмата е јасна, јавна, реална и добро димензионирана. Не даваме лесни или лажни ветувања, но кога ќе ги дадеме, ги исполнуваме. Делата и вредностите кои ги создаваме се видливи, конкретни и реални, со повеќестрана корист. Пред светската економска криза имавме историски највисоки стапки на раст од околу 6% годишно. Минатата година во време на последици на светската економска криза и во време на европска должничка криза имавме економски раст кој не вбројува помеѓу 7 земји со најголем раст во Европа. Невработеноста од приближни 39%, која ни ја оставивте кога народот ве тргна од власт, денес во време на светска и европска криза е намалена и изнесува околу 31%. Се уште е висока, но во многу тешко време таа е намалена. Од 2006 година до сега странските директни гринфилд инвестиции изнесуваат околу 1,5 милиарда евра. Само во првите 2 години од мојот мандат како премиер, во Македонија влегоа повеќе странски директни инвестиции отколку во сите години на владењето на СДСМ претходно. Просечната нето плата е покачена за 52% во однос 2006-2012. Пензиите се покачени во просек за 35%, а најниската пензија за 42%. Девизните резерви се на највисоко историско ниво од над 2,1 милиарда евра. Не зголемивме ниту еден данок, туку ги намаливме и имаме најнизок даночен пакет во Европа. Штедењето има тенденција на пораст, а денарот е стабилна и респектабилна валута, без опасност од девалвација, која толку често ја посакувате и за жал заговарате.
Земјоделските субвенции се на највисоко историско ниво. Оваа година се 130, а веќе следната ќе исплатиме 135 милиони евра за субвенции. Наспротив 5 милиони евра во единствената година кога дадовте субвенции, а тоа е 2006. Производството на земјоделски производи од 2006 до денес е зголемено за 2 пати. Имаме четврт најнизок долг во Европа. Кога заминавте од вас изнесуваше безмалку 40% од БДП. Ние со предвремените исплати го спуштивме на околу 24%, а сега во време на најголеми глобални економски притисци е 30%. Имаме буџетски дефицит кој е меѓу најниските во Европа, а и со зголемување од 1% повторно ќе сме меѓу 10 до 15 држави со најмал дефицит во Европа. Светската банка во последните 5 години во изданието Doing Business не рангира помеѓу најдобрите реформатори во светот. И од 96-то место напредуваме на светската глобална листа за водење бизнис на 22-то место. Стапките на социјалните придоноси се намалија од 32 на 26,5%. Извозот во 2011 изнесуваше 3,2 милиарди евра, што представува зголемување од 1,3 милиарди евра или 66,1% во однос на 2006. Овозможивме откуп на дворовите по 1 евро метар квадратен, легализација на дивоградбите по 1 евро метар квадратен, намалени давачки кои овозможија увоз на автомобили и подобрување на возниот парк за граѓаните и за транспортерите. Намалена е цената на лековите, ослободени се некои лекови од квоти, обезбедена е најсовремена опрема во здравството, реновиравме и реконструиравме здравствени објекти, отворени се 2 нови универзитета, партиципацијата за студирање на факултетите е намалена за половина, а некаде и повеќе. Градиме десетици нови училишта, реновираме и реконструираме над 200 училишта. Воведени се дисперсиони студии и факултети во повеќе градови. Реализиран е проект компјутер пред секое дете во училиштата. Компаниите добија досега 150 милиони евра ефтини кредити на кои ја субвенционираме каматата од 5,5%. Во тек е нова линија од 100 милиони евра ефтин кредит. Кога таа ќе заврши, ќе има и нова за уште 100 милиони. Изградени и рехабилитирани се вкупно 190 локални патишта во вкупна должина од 412 километри, во вредност од безмалку 30 милиони евра, а отпочната е изградба и рехабилитација на 105 локални патишта во вкупна должина од 216 километри, во вредност од безмалку 20 милиони евра во 43 општини, операција која што е во тек. Изградени се и рехабилитирани 15 регионални патишта во должина од 318 километри во вредност од околу 50 милиони евра, а во тек се работи на исти такви во должина од 72 километри и вредност од околу 11 милиони евра. Изградени и модернизирани се 2 аеродроми. Во 2013 почнавме со изградба на сериозни инфраструктурни објекти, гасовод, автопати, централи. Сите тие ќе започнат во следната 2013 и подготовките се во завршна фаза. Некои од нив и започнаа, како што е градбата на последниот дел од автопатот Александар Македонски. Од февруари 2013 веќе нема да има досење во исплатите во стопанството. Пензиите и социјалните трансфери и во услови на најголема криза ги зголемуваме за 5 плюс 2%, кога никој во светот тоа не го прави. Односно, напротив, во светот се кастри администрацијата, се намалуваат плати и пензии, се зголемуваат даноци. Ние тоа нема да го правиме. И го имате моето ветување за тоа. Што се однесува до вашата теза дека ние сме против или сме ги заглавили европската и евроатлантската интеграција, би рекол, тоа е една од најчудните тези кои воопшто сум ги чул. Теза во директна спротивност со фактите и теза директно демантирана од меѓународната заедница. Владата на која сум премиер во изминатиот период има добиено 3 поред позитивни извештаи за напредокот на Република Македонија. Има добиено 3 препораки од Европската комисија за определување датум за почеток на преговори за членство на Република Македонија во Европската унија. Има обезбедено визна либерализација за македонските граѓани да можат да патуваат без визи низ Европа. На 2 самити поред НАТО потврдува дека Република Македонија ги има исполнето сите стандарди и критериуми потребни за членство и дека е спремна за членство во НАТО во ист момент кога Грција ќе се согласи за тоа. Останавме доследни и посветени во исполнувањето на зацртаните обврски од Охридскиот рамковен договор
и ќе продолжиме да работиме на заеднички соживот, меѓусебна почит, толеранција и заеднички напредок меѓу сите нас, во дух не на сокривање на предизвиците, под тепих, туку на јавно и гласно дискутирање за тоа, врз основа на владење на правото и на принципите. Тоа се факти и аргументи, кои меѓународната заедница кон која се стреми нашата интеграција ви ги кажува и ви ги пишува. Таа го цени напредокот врз основа на спроведените реформи, реформи кои ги спроведува владата. Доколку таа не е задоволна од реформите, нема да имаме ниту позитивни извештаи, ниту препораки за почеток на преговори, ниту НАТО ќе вика дека се што било потребно сме исполниле, ниту пак ќе добиевме визна либерализација. Овие факти се директен демант на сите ваши лажни тези и обвинувања, без основа само заради дневна политика. Јас денес јавно ќе ве прашам вас од СДСМ. Настрана што ги прокоскавте 90-тите години, кога сите земји во Источна Европа влегоа во НАТО и во Европската Унија, или дојдоа на самиот влез, зошто кога пак дојдовте на власт од 2002 до 2006 не ги исполнивте условите за членство во НАТО и не ги исполнивте условите за почеток на преговорите со Европската Унија? И зошто не обезбедивте визна либерализација за граѓаните од Македонија? Кој ви бранеше? Имавте 4 години без ВМРО ДПМН во власта. Што не го решивте проблемот со името во тој период? И најновиот извештај исто така, убеден сум, верувам, дека ќе констатира дека имаме позитивни предвижувања. Повторно, и дека имаме спроведено бројни реформи. Односно, овој се надевам да биде и најпозитивниот извештај кој Македонија го добива досега. Според сите прелиминарни проценки кои ги имаме, и тоа ќе го каже не Бранко или Игор Ивановски или Макардули, туку директно Европската комисија и Европската Унија. Па што треба да се случи од ова? И знаете што? Оваа интерпелација, не за џабе нашите сограѓани ни велат дека намерно ја поднесувате зашто тргнавме силно со мерки во економијата, зашто најавивме елиминирање на доснењата на ДДВ, зашто најавивме огромни инфраструктурни објекти, автопати, гасоводи, централи за 2013 година, зашто најавивме зголемување на пензиите за пензионерите, нешто што во ваше време никогаш не им се случи. И исто важно, зашто Европската комисија се чини ќе даде најпозитивен извештај досега. Тоа ви сметаше. Тој моментум кој се создаде. Но за вашата одговорност вие треба да се свесни. Имам уште многу да говорам. Слушнав денеска многу празни зборови и многу искривени тези, но тие говорат за оние кои ги изговориле. Јас зборувам јасно и со факти. Кажав што сработивме и кои се нашите вредности и нашите определби. Вие замарите се со кој со кого влегол и каде, кој со кого се поздравил и не се поздравил и далеко ќе стигнете. За крај, почитувани пратеници, дозволете да кажам дека мојата препорака до сите вас пратеници е да гласате согласно сопственото убедување. Јас не посакувам предвремени избори парламентарни, зашто како што и самиот Тито Петковски кажа, резултатите се однапред јасни. Повторно ние и други ќе освоиме довербата и веројатно, иако тоа не е дефинирано во Уставот, ќе треба да коалицираме. Сепак, доколку парламентот одлучи поинаку и не се убеди од овие мои принципи и вредности, како и во посветеноста на реформите и напредокот на Македонија, и доколку изгласа недоверба на владата, дозволете да ви информирам дека јас сум подготвен и за избори. ВМРО ДПМН е подготвен за избори во ноември, во декември, во јануари, во февруари, во март, заедно со локалните. Со донесените препораки од ОПСЕ и од ОДИХР по сите европски стандарди, не дозволувајќи било кој да си создава алиби. Ние, за разлика од СДСМ, не планираме бойкотирање на соочување со народот, затоа што веруваме во овој народ и во неговите вредности. Ние нема о што да се плашиме. Искреноста и вистината се на наша страна. Затоа и народот е на наша страна. Ви благодарам.